А доколку пак ова лето се одлучите да го поминете на некој од природните езера во Македонија, можеби Дојран ќе биде вашата вистинска дестинација за одмор и рекреација. Овој македонски град нуди уживање на плажите на Дојранското крајбрежје и благодетите на Дојранското езеро, но и богато гастрономско искуство. Тука се и културните знаменитости како Саат кулата, турскиот амам или пак прекрасните цркви. Го имаме градоначалникот на Дојран во студиото 3 на Македонската телевизија. Вело име добро утро за господинот Анго Ангов. Добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и на вас. Добро утро на вашите гледачи. Верувам на овие температури е многу попријатно да се биде покрај езеро, него во студио, но имаме актуелна тема за разговор, која што ја почнуваме вака. Статистиките од лани во актуелна ковид криза говорат дека имало повеќе од 72.000 посетители со приближно 300.000 ноќевања, што не е лоша бројка ако имаме предвид какви рестрикции имавме. Предпоставувам дека поголеми се очекувањата оваа година. Каков беше стартот на летната сезона? Па секако оваа година очекуваме и повеќе, затоа што од година на година се повеќе се инвестира и во сместувачките капацитети. Дојран има се поголем капацитет. Со тоа очекуваме и изголемување бројот на ноќевање. Се надеваме дека ќе ја подобриме и наплатата на туристичката такса, која што секоја година не мачи. Ќе ја подигнеме таа свест и истите средства ќе бидат вратени повторно кај граѓаните, односно со сите тие содржини кои што ги инвестираме. Дојран, како што напоменав, во последно време се инвестира доста во сместувачките капацитети и во нови содржини, а со тоа и очекуваме голем број на пораз на посетителите и голем пораз на бројот на ноќевањата. Во моментов имаме голем број на транзитни туристи, како што се србите. Го имавме Д фестивал претходниот викенд, овој викенд, така што сите капацитети беа преполни не само во Дојран, туку и во целиот регион. Така да добро започна летната сезона, се надеваме така и ќе продолжи, затоа што продолжуваме со нови фестивали кои што се на 15, 16, на 22, 23, други содржини кои што ги нудиме, други избеднувања кои што ќе се случуваат во Дојран, така што целата летна сезона е исполнета со случувања кои се надеваме дека ќе привлечеме поголем број на посетители и туристи. Ќе говориме подолу во разговорот околу деталната туристичка понуда на Дојран. Ќе ве навратам некако на стартот на оваа летна сезона. Некако по традиција стартот на сезоната во Дојран го одбележувате со манифестацијата Гурман Фест, посветена токму на дојранската софра, музика и култура, која што и годинава се одржава, се чини во полн сјај. Да, секоја година започнуваме со Гурман Фест, манифестација која што пред се ја отсликува гурманскиот аспект на Дојран, односно специјалитетите кои што ги нуди Дојран, затоа што ги има многу во изобилие и Дојран е препознатлив по тоа. Нашите ресторани се веќе надалеку познати и во текот на целата година се преполни. Така што ние како локална самоуправа оваа година имавме исто така еден настан, односно за време на сајмот за туризам. Ја одржавме и Дојранската вечер, каде што ги понудивме тие специјалитети заедно со помош на нашите ресторани. Успеавме да направиме една прекрасна вечер, каде што на српскиот пазар беше промовирано сето оно што го нудиме, а со тоа се надеваме дека ќе го зголемиме и бројот на српски туристи, не само транзитни, туку и да останат на што е можно подолго време во Дојран. Оние кои што еднаш ќе дојдат во Дојран со сигурност ќе се вратат повторно, бидејќи едно од ретките места кои што има идеална клима и температура на езерото која што мора да признаеме дека е идеална за деца, но нивото на езерото е нешто што е болна точка, еве да кажеме, изминативе години. Како стоиме на оваа тема, какво е нивото во моментов? Па, нивото на езерото е задоволително, дури се наоѓа над нулта кота, имаше некои тензии изминатиот период, односно пред 2 недели, дека поради исклучувањето на хидросистемот ќе настане еколошка криза, меѓутоа ние се соочуваме со проблеми од големиот водостој, односно со поплувување на дел од патеката, имаме проблеми со рушење на дел од патеката поради големиот водостој. Во моментов е задоволително и мислам дека нема никаков аспект за некој дигање на тензии, за проблеми, тоа што
треба да се одржува нивото, треба да се стави во функција тој хидросистем и да се користи кога ќе има потреба, но во овој момент нема потреба од користење на самиот хидросистем и нивото на водата е задоволително. Добра информација за туристите. Да. Апсолутно. Покрај развојот на оној езерски туризам, општината ги има и сите предуслови за развој на активни, но и на алтернативни форми на туризам, како и привлекување на домашни и странски туристи. Во таа насока, општина Дојран и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот неодамна организираа средба со сите заинтересирани и инволвирани во туристичкиот бизнис. Би можеле да откриеме за гледачите зашто точно стана збор на таа средба? Па секако, секоја година традиционално одржуваме средба заедно со Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, односно правиме план, стратегија како треба да се одвива летната сезона, да дискутираме за проблемите кои што се случуваат во текот на секоја сезона и да ги отстрануваме тие проблеми доколку се можни, да се потрудиме заедно и со државата и со агенцијата за што е можна поголема промоција, да инвестираме заеднички во одредени содржини кои што ќе донесат поголем број не само на домашни, туку и на странски туристи. Заедно настапуваме секогаш на сајмите низ регионот, како што е во Бугарија, Србија. За жал, ковид кризата си го направи своето и 2 години имаше застој. Меѓутоа, од оваа година почнавме повторно со тие силни промоции. Имаме голема поддршка од Агенцијата за поддршка и развој на туризмот и промоција на туризмот. Меѓутоа, секогаш има проблеми кои што треба да се решаваат и убаво е да се седне на маса со тие што се најмногу засегнати. Ги споменувате сајмите како еден од начините да се промовира одредено место како туристичка дестинација, што е добро да ги има, но она што ме интересира е за каков тип на туризам го сакате Дојран или сакате да биде во годините кои што следува. Ги споменавте транзитните би сакале да остануваат, но Дојран не е само летната сезона, Дојран треба да живее во текот на целата година, односно токму во моментов тоа и го правиме, заедно и со агенцијата подготвуваме стратегија за тоа како да се развива туризмот во текот на целата година. Се инвестира во многу нови содржини кои што ќе бидат атрактивни за туристите, не само за време на летната сезона, туку и надвор од неа. Напоменавме на повеќе пати дека после 100 и кусур години, после Првата светска војна, реконструирана е конечно Сааткулата, Турската бања, музеот е веќе преполн со артефакти, во моментов се направи и новото јавно предпријатие кое што токму главната цел ќе биде организација на вакви тури за посетителите, односно имаме голем потенцијал и за линијата од Првата светска војна која што треба да ја ставиме во функција. Во моментов имаме добиено проекти за набавка на електрични велосипеди, смарт табли кои што ќе бидат на некој начин информативни за повеќе информации за посетителите, како може да дојдат до тие локалитети. Така да инвестираме доста во нови содржини кои што ќе значат повеќе за посетителите и за туристите и на тој начин планираме да ги привлечеме туристите и надвор од летната сезона. Тоа и успеаваме во последните години. За време на ковид кризата и оние кои што не биле во Дојран успеа да дојдат и да видат дека Дојран не е тоа што бил пред 10-20 години, туку дека многу се развива и многу се инвестира. Многу сум среќен што во последните 2 до 3 години Дојран доживува на некој начин некоја градежна експанзија, каде што се гради многу, се инвестира многу во сместувачки капацитети. Со тоа фактички самиот буџет на општината расте, дава нови можности за инвестирање во инфраструктурни објекти, така да се движиме во позитивна насока, се надевам дека тој тренд ќе продолжи и понатаму. Споминавте и претходно, освен промоција, важен аспект е обезбедување на соодветна инфраструктура за развој на туризмот. Од тој аспект, кои се оние актуелни проблеми и предизвици со кои што се соочуваат тамошните секако собственици на сместувачки капацитети, за кои што секако беа адресирани на оваа средба која што имавте неодамна? Два главни проблеми има Дојран, каде што ние како локална самоуправа се насочуваме. Тоа е водоснабдувањето и прочистителната станица со колекторскиот систем. Веќе успеавме да обезбедиме поголеми финансиски средства со помош на владата и се очекува некаде после септември да започне реализацијата на односно нова прочистителна станица со санација на колекторскиот систем, а со тоа да го заштитиме и Дојранското езеро. И другиот главен проблем е водоснабдувањето, каде што веќе се работи на тоа, се работи на нови бушотини, затоа што мора да го следиме тој тренд на инвестирање. За наредна година е планирано заедно исто така со владата да обезбедиме дополнителни финансиски средства за нови бушотини на
Црничко поле, каде што ќе значат нови количини на вода и за нов Дојран и за стар Дојран, и тој тренд да го следиме. Веќе инвестициите во улици и патна инфраструктура е задоволително, односно инвестираме буквално на секоја страна, така што мислам трендот на инвестирање од страна на приватниот сектор се следи, исто така од страна на државата и од страна на локалната власт. Нема никој од нас кој нема спомен од детството на Дојран. Споменавте и вие до пред 15 години централно место за семеен туризам. Последниве години во Дојран се забележуваат меѓу другото и многу млади кои доаѓаат за забава благодарение на бројните културни фестивали и настани кои што ги организирате. Тоа е, претпоставувам, дел од долгорочната стратегија за туризам? Токму така, инвестирањето во фестивалите ќе значи поголем број на посетители во моментите кога имаме послаб број на посетители, така што го зголемуваме тој опсек на летната сезона. Да, посетеноста на младите во последно време е поголема, не само за време на летната сезона, туку и надвор од неја, затоа што за време на викендите е преполн Дојран со млади. Треба да додадеме некои нови содржини за младите, како некои дискотеки или слично, но се надевам дека со тек на времето и со зголемувањето на интересот за Дојран, ќе се најде и инвеститори кои што ќе инвестираат од тој аспект. Се инвестираше доста во плажи, така што од лани имаме некои 7 активни плажи кои што навистина се доста убави, доста се има инвестирано од страна на луѓето кои што ги имаат земено под концесија. Така да, како што напоменав, се инвестира од секој аспект и Дојран се повеќе и повеќе ги задоволува потребите на посетителите. Во таа насока, зошто е важно мапирање на оние потенцијали и можности кои што ги има туристичкиот развој на општината и има ли простор за поквалитетно искористување всушност на сите оние можности кои што ги нуди овој крај? Секако дека има, ние на повеќе пати имаме дискутирано дека Дојран како туристичка дестинација е на некој начин и премала и затоа заеднички со Југоисточен плански регион, со колегите од Југоисточен плански регион треба да развиеме една стратегија за развој на самиот регион. Токму тоа и го направивме, односно заеднички аплициравме на проекти кои што ќе значат дополнителни содржини за туристите, а секако дека Дојран е главната туристичка дестинација, каде што и главната сместувачка дестинација, бидејќи има најмногу сместувачки капацитет. Така да ќе придонесе за овој регион поголем развој и ние како локална самоуправа, еве и на саемот кога бевме, ги презентираме убавините и на соседните општини, бидејќи навистина треба да понудиме еден широк спектар на содржини кои што ќе бидат атрактивни за странските туристи пред се, затоа што треба да се стремиме кон дестинација која што ќе биде балканска дестинација, односно ќе имаме доста посети од страна на странските туристи, од соседите. Економската криза не засега сите, вклучително и туристичките центри, се одразува ли тоа на цените на услугите и сместувањето? Не, сместувачките капацитети ги задржуваат цените веќе со години наназад, додека има одредени порасти во рестораните и секако маркетите, како што се движат цените и во останатите градови, меѓутоа релативно Дојран ги задржува тие цени и е поевтина туристичка дестинација за разлика од Охрид. Така да се надевам дека тоа ќе остане и во иднина, бидејќи навистина треба да успееме да го задржиме тоа што сме го имале и да се унапредуваме, а не да одиме многу нагоре со цените, а со тоа да ги одвратиме самите посетители. Тука ќе му се заблагодариме на градоначалникот Ангов за денешното гостување. Ќе ви посакаме успешна туристичка сезона и верувам дека сите овие напори кои што ги вложувате ќе дадат резултат. Благодарам на поканата. Ќе ја искористам приликата да ги поканам сите кои што сакаат да го посетат Дојран, да дојдат да го посетат и да се уверат во убавините на нашиот писар. Следната средба ќе ни биде на ваш терен со кафе. Може. Благодарам за гостувањето. Благодарам.